No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit Добро them. дојдовте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto. Добро дојдовте во понеделник со ново видео. И моментално немаме никакви огромни движења на цената, што значи дека малку стагнираме и дали навлегуваме во тој период каде што после уништувањето на сентиментот имаме досадно движење во страна. Останува да видиме. А денеска ќе погледнеме некои вести, а и ќе споделиме некои графикони од алткоините кои што беа побарани од гледачите. Па така, ова е она што го очекувам. Доколку зумираме тука, имаме Total 2, погледнете. Доколку ја погледнеме структурата на Елиот, имаме одлично формирање на втор бран А, Б, С, кој што е многу досаден и е проследен со многу негативни вести кои што се многу понегативни од формирање на првиот бран тука. И што следува? Ни следува нешто најдобро во оваа шема, тоа се третиот, четвртиот и петиот бран. И тоа верувам дека ќе се случува во наредните години. А доколку погледнеме од временска перспектива, колку денови ни се потребни за да формира некое дно, ни биле потребни 364 денови во bear маркетот 2018 година, исто така 364 денови во bear маркетот 2021, 2022 и веројатно ќе ни бидат потребно исто така 364 денови, бидејќи тоа се дната на циклусите кој што ни дава можност до 5 октомври, што значи дека имаме доста време да гледаме странично движење можеби пред да го формираме тоа дно, а потоа заедно со монетарната политика сите работи да видат многу подобри во криптосферата. Во меѓувреме погледнете го само Fear and Greed индексот, кој што се движел во претходните години за bear market. Моментално е на 5, а никогаш не бил на 5, дури и кога сме имале стравови кои што слични на овој, погледнете. Се значи дека нешто многу големо се случува моментално, затоа што волкав страв не бил виден никогаш претходно во овој пазар. А на овој графикон исто така сега го имаме биткоин заедно со златото. Погледнете. Овие движења се проследени со повторно формирање на ова дно и мал период на консолидација. Секако ова е на 14-дневен графикон, што значи дека ова може да формираме период на консолидација тука, пробивање на тренд линијата, можеби повторно ликвидирање позициите и тоа што го очекуваме. И погледнете само колку едноставно може да биде сето ова. Секогаш кога се наоѓаме во оваа зелена зона, значи дека е добро време за купување, не значи дека моментално е формирано дното, туку шансите за добивка се многу поголеми од ризикот тука, а доколку се наоѓаме во оваа зона, значи дека би требало да почнеме да го продаваме тоа добро што го поседуваме. И всушност ќе останам на оваа шема што моментално ја гледаме и мислам дека тоа и ќе биде случајот, иако гледам дека некои прогнозираат вакво движење, што реално мислам дека сега за сега не е возможно, но никогаш не знаете што ќе се случи. Така да ќе останеме сега за сега на оваа шема додека не најдеме некој друг графикон кој што би може да се совпадне со нашите теории и тогаш да го промениме ова сценарио. До тогаш очекувам можеби странично движење тука огромно со ликвидирање на позиции и повторен пат тука до, погледнете, 50.000. Секако може да се направи вака нешто, тоа вообичаено маркетот го прави, подоцна да имаме консолидација, формирање да исакало и да видиме поголеми цени.
Доколку ова го погледнеме во претходниот bear market, што се случувало, погледнете. Имаме странично движење, огромен пад, ликвидирање на позиции, пробивање на оваа зона тука, повторно мала консолидација над неа, повторно пробивање и погледнете, веќе сме го формирале тука дното и почнуваме со леверидж позициите тука кои што влегуваат многу рано за подоцна да бидат ликвидирани и тука сентиментот да биде скроз уништен, каде што луѓето воопшто немаат пари за повторно да влезат на пазарот, а паметните пари всушност тука акумулираат и влегуваат во позиција која што погледнете, што следува, верувам дека ќе биде случајот тоа повторно тука. И да, ова е тоа што е возможно, но не веднаш, како што е можеби прикажано тука, да го добиеме прво ова, да го доформираме овој бран, бидејќи тие се големи бранови и многу комплексни и долго траат и цебрновите го уништуваат сентиментот премногу, да го добиеме тоа дно тука, мала консолидација и следува, верувам дека можеби и left translated cycle, би ни ја дал теоријата на Елиот, fifth to the fifth to the fifth, каде што ќе ги формираме сите бранови на огромното макро ниво кој што го имаме овој циклус од некои 15 до 20 години. А доколку мислите дека инфлацијата е ризик, воопшто не е. Погледнете, имаме 0,68% и токму она што го очекуваме, имаме движење надоле, повторно мало враќање на инфлацијата и повторен пад. А зошто го добиваме тоа? Тоа го добиваме поради овие причини, каде што М2 стапката на промена, се што ќе се направи во М2 стапката на промена се пресликува на инфлацијата во следните 12 до 18 месеци, па така верувам дека ќе имаме уште поголем пад, тука да стигнеме можеби до негатива, а сега да преминеме на графиконите на биткоин и погледнете. Како што кажав, би требало да го добиеме тоа day cycle од тука, можеби уште малку да поминеме време тука, нешто вака и конечно да ја добиеме таа капитулација. Тука и еден интересен графикон кој што би сакал да ви го прикажам е овој кој што доколку ги следиме процентите на намалување на овој пат на биткоин, би требало да добиеме пат од 67,25% и доколку тоа биде случајот, погледнете, цената би завршила од прилика тука некаде, нека биде 41.000, што значи дека тотално би се вклопил со нашата шема, каде што очекуваме да биде од прилика од 50 до 55, се разбере, не можете секако да го погодите точното дно, но може би да направиме некое движење тука, само да ја допреме ова линија, тука 49 може малку да навлезе и да се одбиеме повторно нагоре. Тоа се некои теории и верувам дека по пробивање на оваа тренд линија би имале, отприлика би започнал тој bull market во септември-октомври, како што и ни налага циклусот. И сега алткоините кои што некои гледачи сакаат да ги анализираат, верувам дека овие, доколку не сум грешка, се надевам дека ќе го гледаат тоа видео. Доколку имаме грешка, секој направиме на нови. И погледнете сега. Погледнете само оваа структура која што ни го дава овој чарт, иако е многу млад. Погледнете, А, Б, С структура, А, Б, С структура повторно, и ова е комплексен бран, верувам дека е втор бран, кој што иако пробил тука, ова е цената само на ова менувачница, верувам дека и претходно сме имале некоја цена која што можеби се наоѓа тука и ова да биде првиот бран. Како што кажавме, вториот бран може да се врати и до 100% од првиот, не знаеме која е цената, верувам дека
играчите направиле големо истражување и ќе ја пронајдат таа главна цена која што можеби и претходно била надавана за овој коин и нешто што ни дава Фибоначи во овој момент. Ево, можеби сме блиску до дното и верувам дека сме блиску доколку ги следиме правилата, значи може да биде оваа линија, може да биде и ова. Оваа зона е онаа која што ние треба на нас, но Елиот ја преферира оваа зона како последна зона, така да се додека еве не ја гледаме и таа зона, се додека сме под оваа тренд линија, нема што да бараме во овој коин, барем според нашиот систем на работа. Чилис, ево, исто така, и овој коин беше побаран, но како што гледате имаме само поголеми падови и ова може да оди многу подоле, но не мора да значи секако. Со пробивање на оваа тренд линија или пак затворање на неделно и месечно ниво на тоа тренд линија, знаеме дека можеби тука некаде било дното, но сега за сега не би сакал да навлегам во тоа, затоа што ова е класичен даунтренд кој што може да продолжи. И се надевам дека сте задоволни од оваа анализа, а ние да се вратиме на биткоин. Моментално би требало да добиеме некое повторно одбивање, како што гледаме. Ево, овој индикатор се придвижува нагоре, имаме MACD, исто така полека се придвижува нагоре, RSI, кој што бил скоро на 17 тука, огромен ресет на овој сентимент тука, може да добиеме придвижување нагоре, но не мора да значи. Како што кажам, може да добиеме повторно придвижување и ова да биде опсегот во кој што ќе се движиме. Може да пробиеме малце, да ја направиме она шема што институциите облажаваат. Погледнете повторно до нашата зона тука околу 50.000 и тука да биде формирано тоа дно. Следното што следува да биде повторно акумулација, може би мало привлекување и ова да биде нашата схема за следното движење. Доколку погледаме сега златото формира, верувам дека го формира својот day cycle тука, кој што не знаеме каде ќе заврши, но моментално ја пробиваме оваа тренд линија, што значи дека може уште да добиеме движење нагоре, бидејќи трендот е нагорен. Не мора значи дека ќе го пробиеме ова дно, може да биде нешто вака, може да биде нешто вака и да видиме каде ќе заврши, затоа што се уште немаме пробиено day cycle low. S&P 500, погледаме, имаме огромни манипулации тука, пробивање нова day cycle low, повторно враќање нова day cycle low тука и продолжуваме понатаму да видиме што ќе се случува со цената. Моментално S&P 500 не е предвидлив, затоа што погледате, имаме некој опсек кој што цело време стоиме тука. Етериум дадо некои претпоставки, како што кажа веќе, до $900, но не верувам дека тоа ќе се случи, но никогаш не може да исклучите таа можност, бидејќи погледнете, трендот сега за сега и тоа на едно од значајните нивоа неделни е надоле. Ова може да продолжи надоле уште, доколку го формираме тој бран и уништување на тој сентимент.
затоа што работите треба да станат многу полоши пред да станат многу подобри. Гледаме и отприлика тоа е тоа за денеска. Се гледаме во следното видео. Поздрав и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.